Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. ССМ денеска ќе го блокира собранието. Пратениците на работа ќе одат пеша, кои пак денеска треба и да ја одржат 84-тата седница. Блокадите почнуваат во 9 часот со барање за минимална плата од 600 евра и намалување на функционерските плати за 80%. Парламентот ќе работи вообичаено и покрај најавените блокади од Сојузот на синдикати. Затворени ќе бидат двете улици, а целта според синдикатите е пратениците да не стигнат со возила, туку да поминат покрај работниците и да ги погледнат во очи. Собранискиот спикер Гаши утринава побарал од координаторите на пратеничките групи да им кажат на пратениците да си најдат начин утре да стигнат на своето работно место без да биде нарушено правото на протест. Направена била координација и со началници на МВР за безбедносна проценка на ситуацијата. Блокадите ќе почнат во 9 часот, околу 1 час порано пред да почнат пратеничките активности. Како што кажа Гаши, на средбата со координаторите не зборувале за барањата на синдикатите, минимална плата од 600 евра и кратење на функционерските плати за 80%. Пратениците се уште се прават глуви и слепи на иницијативата на Сојузот на синдикатите на Македонија за зголемување на минималната плата и за зголемување на останатите работнички плати за најмалку 6.000 денари, но пратениците се прават глуви и слепи за последната иницијатива на Сојузот на синдикати на Македонија за намалување на нивните плати за 80% или да си ја намалат основицата за пресметка на платите од просечна на минимална плата, да дојдат и тие на минималец, па потоа да зборуваат колку е добро со минимална плата да се живее во Македонија, како и да ги намалат нивните коефициенти на сложеност. Премиерот вчера најави дека коефициентите за пресметка на функционерските плати и оваа година ќе се намалуваат, за да не дојде до нагло зголемување од над 200 евра. Предходно Мицкоски рече дека иницијативата на ССМ е неуставна и незаконска. Јавно ги прашуваме како ќе биде уставно и законски да ги намалат процентите, односно коефициентите на сложеност на нивните плати за 9,2%, а да не ги намалат за 80%. Како 9% ќе биде уставно и законски, а 80% е неуставно и незаконски. На утрешниот протест ќе дојдат и членови на УПОС, иако вчера се договорија со владата за етапен раст од 40% на платите на 11.000 вработени во државната управа, судовите и обвинителствата. Утре синдикатот на УПОС се разбира дека ќе биде во првите редови заедно со претседателот Трпе Дејановски и ќе даваат поддршка од една причина. Основна компонента на платите во управата и правосудството е минималната плата. Доколку минималната плата се зголеми за 200 евра, нивните плати ќе се зголемат за 200 евра. Од СДСМ пак велат дека власта ги оставила работниците сами во борба за гол опстанок. Наместо да го прифати предлог законот на СДСМ за минимална плата од 600 евра за сите работници, владата склучи селективен договор кој опфаќа само околу 10.000 административни службеници. При тоа целосно се игнорирани останатите јавни службеници и останатите илјадници работници во приватниот сектор, стои во соопштението на СДСМ. Освен собранието, синдикатите во четврток ја блокираат Стопанската комора, а следниот вторник ќе протестираат пред владата. Мартин Арсов, Сител телевизија. Запленетата марихуана од 40 тони се уште е предмет на шпекулации и меѓусебни обвинувања меѓу партиите. Обвинителството прв пат се огласи по една недела од објавувањето на случајот, но не откри детали за истрагата која е во координација со српските власти. Запленети 40 тони марихуана, постапката продолжува, се сослушуваат сведоци и се прибираат докази. Тоа се сите детали кои обвинителството за организиран криминал ги сподели по последната акција, која за неколку дена ги испразни магацините на две плантажи во Скопје и Струмица. Во насока на целосно утврдување на фактите и околностите, предметниот обвинител од обвинителството за организиран криминал е во комуникација со обвинителството на Србија, со цел размена на информации од значење за постапката што ќе помогнат да се утврди евентуална поврзаност на двата случаи и потеклото на марихуаната, се вели во соопштението на обвинителството. Во отсуство на официјални информации, партиите си ја префрлаат одговорноста. Бидејќи фактите укажуваат дека без поддршка на структурите на власта, МВР, царина и други институции,
Ваква огромна шверцерска операција би била невозможна. Затоа е паниката во власта. Каде се јавувал Заев при запленетите 5 тони дрога во Србија? Зошто на брзина Филипче се упатил кон југ? Случајот ќе биде комплетен само ако јавното обвинителство ги истражи сите аспекти, меѓу кои и поврзаноста на Заев и Филипче. Премиерот Мицкоски вчера откри дека еден поранешен министер спротивно на законот го изменил правилникот за начинот на одгледување на марихуаната. На тој начин, како што објасни Мицкоски, овозможил да се одгледува марихуана во неконтролирани услови кои се знаело дека не може да произведат производ од кој потоа би се произведувало масло. Марихуаната потоа се криела во отпадот и се изнесувала од плантажите. Најави дека утре владата ќе донесе одлука по која институциите ќе влезат во сите компании кои имаат лиценца за производство. Александар Спасовски, Сител телевизија. Словенечки лекари сведочат дека кај онколошки пациенти во Македонија биле давани терапии без конзилијарно мислење со нецелосна медицинска документација и спротивно на утврдените протоколи. Според нивното вештачење на 51 пациент, само еден имал целосна историја на лекување, а во повеќе случаи погрешна или задоснета хемотерапија довела до напредување на болеста. Генерално медицинската документација за пациентите беше нецелосна. Во голем број случаи наведено е дека пациентот добивал лек, но без да е забележано дали е направена анамнеза, клинички преглед или конзилијарно мислење. Целокупното лекување со имунотерапија и хемотерапија без индикација докажано водело кон напредување на болеста што е констатирано со документацијата. Кој може да предвиди уште колку време пациентот ќе живее за да каже како што каже вештакот не смее више да му се дава терапијата, он е готов. Ви слушнавте и самите. Тоа е толку ригиден став кој што во нашата онколошка пракса морам со гордост да кажам не се применува, него е многу пофлексибилен и затоа имаме резултати на преживување повеќе од 5 години. Цените на храната на светските пазари се на најниско ниво од 2023 година, но во Македонија поевтинувањето за сега го нема. Цените на храната во светот на најниско ниво од 2023-та. Кај нас остануваат непроменети. Организацијата за храна при Обединетите нации објави дека 5-ти месец поред храната поевтинува, а најголем пад во јануари е регистриран кај цените на млекото и млечните производи. Пониски цени ФАО објави кај шеќерот и месото, додека кај житарките има незначителен пораст од 0,2% поени. Поевтинување кај нас нема да има. Можни се повисоки цени поради притисокот за зголемување на платите, велат од бизнисот. Работници нема, платите постојано растат, а со тоа им се зголемуваат трошоците за производство. Притисокот кој што ќе дојде до сите компании, бидејќи овде не се работи само за растот на минималната плата. Тоа е една илузија, а притисокот ќе биде на сите други плати во компаниите. На крај на денот ќе се дојде во сама позиција да компаниите во не може да го издржат притисок за раст на платите, директно и конкретно ќе ги покачат цените. А тоа пак директно ќе алудира на зголемување на процентна инфлација. Колку се зголемени трошоците за живот во јануари, статистиката ќе објави крајот на неделава. Вообичаено инфлацијата се објавува на 7 или 9 во тековниот за претходниот месец, но од државната статистика велат дека поради промена на методологијата за пресметка, бројките ќе ги објават подоцна. Токму движењето на инфлацијата е еден од параметрите за законското усогласување на минималецот, кој ќе следи во март. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. И од јавата нови вести за спортскиот настан сега за зимските олимписки игри